Добар ден во попладневните вести на Канал Плюс телевизија. Еве дел од содржините во него. Пред стартот на грејната сезона, надлежните смируваат дека ќе има доволно огревно дрво по цени иста како ланските. Пешевски демантира, цената останува иста како лани и ќе има доволно за сите корисници. Денес е Крстов ден, овој ден се празнува во чест на наоѓањето на крстот врз кој бил распнат Исус Христос и во чест на неговото враќање од Персија во Јерусалим. Правична средба на проектните партнери од проектот Растеме заедно со Еко Ресурси од Erasmus Plus програмата на Европската комисија ќе се одржи денес и утре во Кочани. Огревно дрво ќе има за престојната сезона. Зимата граѓаните нема да ја поминат без затоплување, изјави вице-премиерот Владимир Пешевски. Погласените дека се јавува недостиг на пазарот и дека цените ќе растат, Пешевски демантира. Цената останува иста како лани и ќе има доволно за сите корисници. Цената на огревното дрво нема да се промени, а огревни дрва ќе има за престојната сезона. Ова го изјави денес вице-премиерот Владимир Пешевски. Зимата нема да ја поминат без затоплување граѓаните кои се греат на дрво. Вице-премиерот истакна дека цените остануваат исти, а огревно дрво има доволно за сите корисници. Цената е задржана на истото ниво од лани, така да оние шпекулации дека до текот на целата сезона цената ќе води над 3500 денари не се точни. Значи цената на дрвата на македонски шуми и количините што ќе ги испорача гарантираат едно стабилизирање и задржување на истото ниво од минатата година. Дури македонски шуми презема и активност да евентуалниот недостаток го надокнади од увоз на дрва. Тоа е исто активност која е координирана со владата на Република Македонија, така да испораките веќе течат. Денеска веќе гледаме дека се снабдува и пазарот во Скопје, така да очекуваме целосно стабилизирање на состојбата. Сите потребни количини ќе бидат снабдени на пазарот. Граѓаните не треба да бидат загрижени дека ќе има недостаток на дрва. Иако е зголемена побарувачката, владата во координација со македонски шуми презема активности за надополнување на недостатокот. Пред да падне првиот снег, потребните количини на огревно дрво ќе бидат обезбедени. Комуналното јавно предпријатие Водовод од Кучани ги известува граѓаните на општина Кучани дека на ден 28 септември тендерираната фирма Тодор Велков Куманово за вршење на шинтерски услуги ќе спроведе акција на заловување на кучињата скитници. Затоа потребно е сите граѓани кои чуваат домашни кучиња истите да ги заштитат за да не дојде до несакани последици. Денес и утре во Еврохотел Градче во Кучани ќе се одржи правичната средба на проектните партнери од проектот Растеме заедно со Еко Ресурси од Erasmus Plus програмата на Европската комисија. Во рамките на проектот покрај општина Кучани како водечки партнер ќе учествуваат Основното училиште Раде Кратовче и Сдруженијето за поддршка на економскиот развој, локална акциона група од Кучани како партнери од Република Македонија и партнерите од Република Бугарија, општина Пазарџик од Основното училиште Свети Климент Охридски. Целта на проектот е со помош на современи и иновативни методи. Учениците во основните училишта во Кочани и Пазарџик во Република Бугарија подобро да се запознаат со искористувањето на обновливите извори на енергија, енергетска ефикасност, заштита на животната средина и нивното значење. Утре во 12 часот и 30 минути ќе бидат подпишани билатералните договори меѓу партнерите и ќе се одржи пресконференција. Светскиот ден на срцето годинава се одбележува под мотото Избори за здраво срце за секого, секаде. Институтот за јавно здравје на Република Македонија со поддршка на Министерството за здравство денес ќе го одбележи Светскиот ден на срцето во повеќе општини. Со вршење на бесплатни превентивни прегледи ќе дистрибуира пропаганден материјал со содржина за правилни избори за здраво срце. Организацијата на настанот е во соработка со Сдруженијето за превенција од кардиоваскуларни болести, а ќе учествуваат и представници од други здравствени установи.
Денешниот празник воздвижение на честниот крст, во народот познат и како Крстовден, се празнува во чест на наоѓањето на крстот врз кој бил распнат Исус Христос и во чест на неговото враќање од Персија во Ерусалим. Поради неговата чудотворна моќ, крстот е наречен и живоотворен крст. По повод случката која се случила за време на царицата Елена, тоа во посета на Ерусалим упорно го барал крстот на кој бил распнат Господ Исус Христос и на некој начин дошло до сознание дека бил закопан под храмот на на многобожците Венера и наредила да се разруши тој храм и наште три крста. Веќе Господ Исус Христос бил распнат со 20 разбойници. Едниот се покајал, а другиот не. И не знаеле кој е честниот крст. И епископот што бил таму рекол, во тој момент минувала некоја поврка од мртовец и рекле да ги ставиме крстовите врз мртовици да има што ќе се случи. Го ставиле првиот крст ништо, вториот ништо, а кога оставиле третиот животворен крст, мртовецот воскреснал, оживеал. Потоа за да се потврди дека навистина тоа е животворниот крст, го дали да се допре до некоја болна жена и таа оздравиле. Потоа познале дека тоа е честниот и животворен крст. И во тој спомен е изграден храм на местото каде што бил најден крстот и востановен овој празник. Целосно помрачување на месечината заедно со супер месечина се очекува вечерва или рано изутрина. Помрачување на месечината ќе трае повеќе од 1 час и ќе биде видливо доколку дозволат временските прилики. Слушнете повеќе за ова во прилогот што следи. Оваа есен месечината во исти ден ќе биде и најтемна и најсветла оваа година. Доцна во ноќта меѓу 27 и 28 небото ќе го осветли феноменот познат како супер месечина. Во исто време ќе се случи и нејзино затемнување, при што ќе настане крвава месечина. Поради близината ќе свети силно, а набрзо потоа целосно ќе исчезне. Целосното затемнување ќе се случи само на 1 час од најсјајниот момент, кога сенката од земјава целосно ќе ја скрие месечината. За време на помрачувањето, жителите на земјата ќе бидат сведоци на така наречената крвава месечина, односно кога месечината ќе дава сјај во црвена и портокалова боја, како резултат на одбивањето на сончевата светлина од земјината атмосфера. Многумина од суеверени сметаат дека месечината и нејзината врска со сонцето носат плима на поплави, земјотреси и ерупции на вулканите. Експертите тврдат дека нема простор за загриженост. Плимата ќе биде поголема од вообичаено. Повеќе од 70 пожарникари го гаснат пожарот кој во саботата пладнево избувна во комплексот на џамијата во Јужен Лондон, во округот Морден. Стихијата локализирана по неколку часови. Причината за пожарот засега не е утврдена, но според последните сознанија огнот не избувнал во самата џамија, како што првично беше соопштено, туку во административниот објект во незината близина. Во моментов пожарот е локализиран. Едно лице е хоспитализирано поради вдишување чад и не му кажана помош. Претходно представник на локалните вести за британските медиуми изјави дека малку е веројатно да станува збор за подметнат пожар. Џамијата која што е изградена во 2003 година и според нејзината управа е најголемата и во цела Западна Европа, може да прими 10.000 верници. Нејзиното градење чинело 15 милиони фунти. Каталонците денеска гласаат на судбоносни регионални избори. Тие може да ја стават Шпанија во најтешката уставна криза од крајот на диктатурата на Франциско Франко, пренесуваат светските агенции. Анкетите покажуваат дека коалицијата од партии која поддржуваат независноста на Каталонија ќе освои мнозинство во парламентот на ентитетот. Изборите на кои се очекува да гласаат до 5,4 милиони луѓе немаат уставна сила да воспостават самоуправа. Хрватската влада ги отвори за движење сите гранични премини со Србија. Во владиниот профил на Твитер, хрватскиот кабинет објави дека граничните премини Бајаково и Товарник се отворени за сите видови на движења без никакви ограничувања. Почна преминувањето на границата и на камиони, кои веќе неколку дена беа блокирани на српско-хрватската граница. Во 18 часот вчера на пракса е укината блокадата на границата, која беше воведена поради огромниот налив на мигранти од Србија во Хрватска. Само за една недела во земјава пристигна околу 60.000 луѓе.
Вчера еврокомесарот за проширување Јоханес Хан ги повика властите во Белград да ја тргнат блокадата, бидејќи тоа е во интерес на сите земји од Западен Балкан. Денес ќе се одигра редовното 8 коло во првата македонска фудбалска лига. Неинтересно се очекува да биде на надпреварот помеѓу екипите на Вардар и Работнички. Фудбалскиот клуб Брегалница пак на стадионот Никола Мантов во Кочани ќе ја пречека екипата на Турново. И двете екипи во моментот се наоѓаат на долниот дел од табелата и имаат по 6 бода. Останатите надпревари кои ќе се одиграат денес се Младост Царев Двор против екипата на Шкупи, Металург Скопје против Ренова и Шкендија против Силекс. Сите надпревари се закажани за 15 часот и 30 минути. Денес освен Суперлигата во пинг-понг, во која надпреварите се играат во спортската сала Јордан Мијалков, започнуваат и надпреварите во првата пинг-понгарска лига, во која по низа години ќе настапи и пинг-понгарскиот клуб Кочани, кој избори пласман во наелитното надпреварување кај нас. Најдобрата македонска тенисерка пак Лина Ѓорчевска успеа да триумфира на уште еден фјучерс турнир во игра на двојки, овој пат во Бол Хрватска. Ѓорчевска и Маријана Дражик, кои беа втори носителки во мечот за титули, ги добија Менди од Холандија и Јулија од Германија со 2:0 во сетови. Овата 21 годишната македонка е вкупно 25 трофеи во кариерата, поточно 10 во дабл во 2015 година, со што се очекува да забележи нов напредок на ВТА листата. Овде е крајот на пладневните вести на Канал Плюс телевизија. Повеќе информации гледате во дневникот во 16:30. Имајте пријатен ден.